По повод Светскиот ден на бубрежно болните, 14 март, Поликлиника Филип II Струмица во месец март организира прегледи со 50% попуст за сите уролошки прегледи, гинеколошко и акушерски прегледи. Информации за кажување на телефон 034 320 302. Стоматолошка ординација Дуодент. Ваш стоматолог за целото семејство. Дуодент. Стоматолог за вас и вашите најблиски. Безболно пломбирање, лекување и вадење заби. Изработка на порцелански коронки и мостови со врвен квалитет и компјутерски порцелан. Белење заби со најсовремени средства и методи. Дуодент. Стоматолог за сите вас во зрела возраст. Изработка на протези за возрастни пациенти со сини картони. Стоматолошка ординација Дуодент. Проверете зошто сме најдобри. Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Вечерашен гостин во ТВ Ординација е доктор Катица Марангузова, инфектолог, а воедно и началник на инфективното одделение при ЈЗ Општа болница. Докторке, добро вечер, по трет пат, ако не се лажам, во ТВ Ординација. Вечерва со доктор Марангузова зборуваме за туларемијата. Тема која што последните неколку па и недели стана актуелна доста во Република Македонија. Кажете ми, најпрво, имаме ли туларемија во Струмица? Најпрво да ги поздравам гледачите на телевизија ВИС. Драго ми е што трет пат се дружам со вас. ТВ Ординација. Нова тема, исто така интересна тема, туларемија. Малку позната меѓу нашиот народ, бидејќи одамна не сме имали на ова подрачје, што не значи дека не постои оваа болест во нашата околина. Значи, тоа представува актуелна тема, рековме последниве денови. Овие жаришта во Македонија што се појавија, а во Косово имаше прогласено епидемија на оваа туларемија. И сега туларемијата спаѓа акутно, представува акутно или субакутно инфективно заболување и спаѓа во групата на зоонози. Што представуваат зоонози? Зоонозите значи се првенствено, односно представуваат заболување на животните, а човекот значи се инфицира од животните, или директно или преку вектори. Најчесто тоа се крлежи. И, значи, сакам да спомнам, тоа е доста важно, дека не постои интерхуман пренос, односно пренос од човек на човек не постои, не е регистриран до сега. Предизвикувач бактерија, Францисела туларенсис, тоа е еден мал грам-негативен кокобацил, инкапсулиран, непокретен, расте во аеробни услови и на специјални хранилишта. Значи, на обични хранилишта во секојдневната пракса не можеме да го докажеме. Серолошки постојат два типа. Тип А и тип Б. Тип А дава потешки заболувања, додека тип Б дава полесни заболувања. И се епидемиологија, значи се задржиме најпрво резервоари, односно извор на инфекција, представува тоа се диви животни, најчесто глодари, диви зајаци, верверици, куни, диви мишеви и така натаму, хрчаци и така натаму. Значи, значи, си постои ендемски на одредени подрачји, тоа се јавува исклучиво на Северна хемисфера, Јужна Америка, Европа и Азија, и се болести се одржуваат, значи, најчесто преку вектори, каснување од крлежи од едно на друго животно, почесто со директен контакт, односно каснување, нели, посилните животни ги јадат, односно ги се хранат со послаби животни, значи на тој начин ендемски се одржува. И сега исто така, значи, таа се пренесува и на домашните животни, најчесто преку крлежи, нели, и други вектори, муви, болби, така натаму, но најчесто крлежи. Сега, ова бактерија се наоѓа во дигестивниот тракт на тие крлежи и тие, значи, преку изметот биваат, значи, биваат во самата земја, значи, се одржува во самата земја, значи, извор на инфекција представува и самата земја, каде што овие крлежи, нели, ги оставаат своите преку дигестивниот тракт. Сега исто така, значи, може да биде загадени земјиштето, водата, значи, таа е доста отпорна бактерија, отпорна е на ниски температури и може, значи, во лешеви, во загадена вода, земјиште може да опстане и до 3 месеци, додека во смрзнато месо на зајаци може да опстане и до 3 години. А карактеристично дека не е отпорна на високи температури. Лесно гинува на 60 степени, значи, тоа за 15 минути, додека на повисока температура од 100 степени и за 5 минути. Од дезинфициенсите, значи, му делуваат, може да се дезинфицира со хлор, формалдехид и 50% раствор на етер. Значи,
тоа е сега рековме дека начин на пренесување. Значи како човекот влегува во тој ланец на зараза, преку директен контакт, значи со заразено животни. Затоа тоа спаѓа, значи, во групата на професионални заболувања. Значи, кои се тие групи, ризични групи да заболат од толаремија? Значи, луѓе што работат со животни. Најчесто тоа се сточари, ветеринари, лабораториски работници, кожари, бидејќи може да обстанува и во кожата на животните, нели рековме дека таа издржува во надворешна средина. И се начинот на пренесување, значи преку директен контакт може да биде, потоа преку инокулација, најчесто преку вектор, односно крлежи, преку ингестија на недоволно термички обработено месо или загадена вода, значи консумација на загадена вода, и преку вдишување на аеросол. Значи во прашината што ја вдишуваме, значи тоа е друг начин на пренесување. И се рековме дека најчесто кога се јавува, значи најчесто во летните периоди, кога имаме нели работа на поле со животни контакти, што не значи дека нема, значи во зимските месеци. Во зимските месеци обично кои заболуват кожари, значи на тој начин бива мислам во зимските на тој начин бива пренесена зараза. И сега кои се услови, мислам, временски неприлики што придонесуваат до појавување на такви мали ендемски жаришти или епидемии. Тоа се обично временски непогоди, поплави, значи кога имаме намножување на глодари, заразена вода, значи од самите поплави, мешање на фекална канализација, значи и тука значи тоа е веќе значи ризик од појава на овие епидемии. И се која е превенцијата? Значи превенција би била навремена и редовна деартизација и дезинфекција, односно дезинсекција, уништување на инсектите, на крлежи и на глодарите, значи оние кои ја пренесуваат болест. Се од клиничките манифестации зависат од начинот на инфекција. Значи имаме гландуларна форма, имаме белодробна форма и септична, односно тифоидна форма и конјуктивална форма. Гландуларна форма, значи најчесто е при гризнување, обично преку крлежи или гризнување од самите животни, и тука постои примарен афект. Најчесто при контакт, ако е гризување, тоа би обично се рацете, значи, и се ова една лезија, во почетокот тоа е едно црвенило, потоа станува меурче, кое пука, некротизира и биде обложено со жолтеникав сегноен секрет, и имаме, значи, реакција на локалните лимфни жлези, значи, тие биваат зголемени, доста зголемени, и карактеристично е што се болни тие жлезди, еднострано се јава, значи на местото кај што е угризувањето, доста болни и карактеристично дека тие флуктуираат и потоа може значи да перфорираат, односно загнајуваат, и на тој начин, значи тука диференцијално диагностички слично треба да разликуваме со туберкулозност лимфаденитис. Са гландуларната форма е иста, мислам слична, само што немаме примерен ефект, значи зголемување најчесто на лимфните жлезди, исто, значи исти се зголемени, болно осетливи, флуктуираат со перфорација, обично во тој случај најчесто се зафатени субмандибуларните и вратните лимфни жлезди. И сега имаме, значи, ова орофарингијалната форма, тоа е при ингестија на загадено месо, односно недоволно термички обработено или консумација на загадена, односно нечиста вода, и бидејќи нели влезно место представува дигестивниот тракт, тој може да се манифестира како една ангина, обично е еднострана, и таа е значи улцеронекротична или мембрано пролиферативна ангина, со значи еднострана е најчесто, со реактивен лимфаденит. Истите карактеристики ги имаат лимфните жлезди, ова дигестивната форма значи представува со улцерација низ цревата, зголемување на мезентеријалните лимфни жлезди, се карактеризира со гадење, повраќање, болки во стомах, појава на течни столици, крвави столици, и се карактеристично значи за сите форми, значи имаме еден продромален стадиум пред појава значи на самите локални манифестации. Тоа е некарактеристичен, значи и се манифестира како еден општ инфективен синдром кој наликува на грип. Значи со еден студ, треска, висока температура која понекогаш може да оди до 40 целзиусови степени, со присутен алгичен синдром, значи болки низ цело тело, главоболка и така натаму. И инкубацијата значи е варијабилна од 1 ден до 21 ден, али најчесто инкубација обично среќаваме од 3 до 5 дена. Исто така карактеристично е значи
и големината на инокулум. Значи не е потребен голем инокулум и мал инокулум, тоа доволно е при овие угризувањата, значи доволно и 10 до 15 бактерии да го предизвикуваат заболувањето, а при ингестија нешто поголем број, бидејќи не би се уништуваат преку желудичната киселина, повеќе бактерии од 100 до 150, значи мал инфективен инокулум. Сега, исходот на болеста зависи и самата форма, значи зависи освен од вируленцијата на бактеријата, инокулумот, односно бројот на бактериите и од самиот домаќин, односно од неговата имунолошка состојба. И сега рековме дека постои конјуктивална форма, тоа најчесто значи со загадени раце фаќање на конјуктивите, се манифестира со еден гноен конјуктивит, со улцерација низ самата конјуктива, и тука имаме реакција на локалните лимфни жлезди, преаурикуларни лимфни жлезди се зголемени, исто така и тука може да бидат окципитални, субмандибуларни и така натаму, значи со слични исто почнува. Имаме белодробна форма, таа најчесто со ингестија, мислам со инхалација на прашина загадена со бактеријата Francisella tularensis или по хематогена дисеминација, значи преку крвта, односно при септичните форми. Најтешка форма е септичната или тифоидната форма, која се карактеризира обично со еден тежок, многу потежок почеток, висока температура, една прострација, се јавуваат метастатски жаришта во вид на грануломи, да кажеме, и на внатрешни органи, црн дроб, слезенка, црева и така натаму, кои загнојуваат, улцерираат, може да се јави дисеминирана интраваскуларна коагулација, значи една тешка септична состојба и обично болеста трае од 2 до 4 недели и завршува. Мислам, обично лекувана форма најчесто завршува со комплетно оздравување, а примарниот ефект најчесто имаме така, значи како лузна останува. Доколку не се пројават бидејќи многу слична, се извинувам, симптоматологијата со грипот. Да. Доколку не се направи разлика дали е грип, дали е туларемија, има ли веќе последици за понатаму за развојот на болеста, односно на пациентот? Значи, како општи инфективен синдром, кога видат кај нас пациентите, во почетокот, ако немаме локални манифестации, не можеме да размислуваме, мислам да посебно во услови кога не во услови на епидемија ние би размислувале на тоа, би барале примарен ефект. Значи, битно бидејќи таа е многу, мислам, ретко се јавува и ретко мислиме на неа. Значи, во првата фаза тешко би можеле да ја препознаеме во услови кога, првите случаи се јавуваат кога немаме регистрирано случаи, да кажеме, или се јавуваат поединечни случаи. Обично најчесто таа доаѓа импортирана од Косово, обично таму почесто се јавуваат такви епидемии. И во тој момент на туларемија мислиме, значи, покасно кој ќе се јави, да кажеме, еднострана ангина, коликвација, односно гноење, односно разметнување на лимфните жлези, тогаш размислуваме, бидејќи кога земаме брисеви, ние не можеме да ја докажеме доколку не мислиме на не, бидејќи таа обичните хранилишта не расте, значи треба на специјални подлоги, значи кога мислиме ние насадуваме или на специјални подлоги, но поретко се докажува самата бактерија, најчесто тоа серолошки се докажува. Сега нели имаме и тие стари методи на серолошко докажување, денес имаме современи софистицирани методи, така да најефикасно е преку ELISA методите кога ги докажуваме значи IgM антитела, односно антитела кој се знак за акутна, односно актуелна инфекција. Така, ме интересира, се лекува, прочитав на интернет дека со антибиотици се лекува? Значи лекувањето е се лекува и тоа со лекови кои ги употребуваме во секојдневната пракса. Значи, лек на избор представува стрептомицинот по високи дози, значи се дава. Алтернатива представува гентамицинот кој ние секојдневно го има и тој е доста ефтин лек. Ципрофлоксацин дело, исто овие третогенерацијски цефалоспорин или ендоцин, тури некош ние не знаејќи започнуваме со тоа, нели, како фебрилен синдром започнуваме и со таа терапија така да и се ублажуваат самите симптоми. Значи лекувањето трае од 2 до 4 недели, мислам 14 дена, 2 до 4 недели трае болеста, али лекувањето просечно, значи кој трае околу 14 дена. Така. Знае ли да направи компликации понекогаш туларемија? Преку компликации, тешки форми, овие тифоидните, односно септичните форми, во некош може да заврши со летален исход. Може да заврши со откажување на бубрези доколку има потешка форма, значи, али тоа многу поретко се јавува. Така, имаме во Струмица туларемија? Па во Струмица сега јас не можам да кажам, значи јас за инфективно оделение, тоа сега немаме суспектен случај за туларемија. Така, јас ви благодарам, докторке. Се надевам дека гледачите
ќе одвојат време и ќе видат емисијата, да видат дека апсолутно не е толку паника. алармантно. Не е алармантно, битно е. Сега исто така и превентивата. Значи сакам да кажам дека постои вакцина од инактивирана бактерија, но таа не е толку ефикасна и се дава кај лица кои се експонирани на таа зараза и значи дава полесни форми, не штити комплетно болеста, но не дозвола села тешки форми. И битно е значи да делуваме превентивно, уништување на глодари, при работа со животно обавезно да се користат заштитни ракавици, очила, скафандари, мислам. Така да мислиме значи во работа со животни, нели пошто спаѓа во групата на зоонозите, да мислиме и на таа болест. Така. Да не се исклучува можноста, да. Ето, тоа беше така информативно, чисто да бидат запознаени што е толаремија, значи што представува. И повторно ќе повториме дека не е толку алармантна состојбата. Барем во Струмица, мислам, кај нас на инфективно оделение немаме суспектни, се нели не можеме одма да го докажеме, али барем до сега немаме суспектен случај на толаремија. Така, и доколку се појави нели истата, дека сепак се лекува. Да, се лекува. Дури не и стартно со лекови што секојдневно, дури кај матични лекари, лекови што се употребуваат во секојдневната пракса. Така да не е опасно, че лекот е тука кај нас, ефтин е лекот, се лекува. Битно е да се препознае. Ви благодарам уште еднаш, докторке. Се надевам дека нареден пат ќе зборуваме за друга тема. Ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од таа ординација. Ви благодарам и на вас за поканата. Па се надевам дека во друга прилика и така пак ќе се сретнеме за некоја друга болест, чисто информативно. Се надевам дека нема да имаме пак некоја така актуелна болест, но чисто информативно да ги запознаеме луѓето за кои болести постојат, некои болести така неслушнале, ги има околу нас. Чисто така една едукација, една медицинска култура, да внесеме една медицинска култура кај луѓето, значи начин на заштита, пред се на хигиена. Најпрво би апелирала хигиена на рацете, значи тоа е број 1. Значи кога исто така кога работиме со потенцијално инфективен материјал, заштитни ракавици, посебно за луѓе кои работат во лаборатории, медицински персонал и така натаму. Ви благодарам уште еднаш, докторке. Почитувани гледачи, јас ви благодарам што бевте и вечерва со нас во ова издание на таа ординација. Се надевам дека ќе извлечете поука, а и како што и кажа нашата гостинга, хигиената е на прво место. Да, хигиената и да мислиме. Значи постојат многу болести што ние едноставно не и ние како лекари инфектолози можеби сме ги заборавиле. Ја додека сум била на пример во моја пракса, јас сум скоро 10 години специјалист инфектолог, ние во Струмица не сме имале суспектен случај на толаремија. Докато бев на специализација имаше по некој случај така од Косово залутуваш, обично со ангинозни форми, значи така, имам видено, значи ангина така, толаремична со жлези докажана, али ретко, али треба, значи тука е некаде треба да мислиме. Така, благодарам уште еднаш, се гледаме наредната таа ординација.